Iskren pozdrav, počituvani gledači. Ako ja imate своята Библија, отворете ја денеска со мене. Зошто? Затоа што Библијата е книга која што не само што на луѓето им нуди да се погледнат во огледало кога го читаат зборот Божи и да видаат какви се. Библијата е книга која што ни дава и решение на најтешките животни проблеми. Библијата е книга која што ни дава одговор на најголемите животни проблеми со кои што луѓето денеска се сретнуваат. Минатиот пат зборувавме за Каин и за Авел, како Каин го убива својот брат Авел. А денеска, во шестата книга од Битието, или во шестата глава од Битието, или првата книга Мојсеева, шестата глава, ќе зборуваме за тоа како Бог гледа на светот. И Бог донесува одлука, која што гледаме дека е тешка. Но од тогашното време, Библијата има забележено вака. Кога луѓето почна да се множат на земјата, и им се народија керки, Божите синови гледаа дека човечките керки се убави, па ги зимаа за жени. Тогаш Господ рече: Мојот дух нема да остане довека во човекот. Човекот е телесен, па векот дека му биде 120 години. Во овие времења и подоцна на земјата беа нефили. Кога Божите синови општеа со човечките керки, па тие им раѓаа деца, тоа се оние од стари времења, по сила прочуени луѓе. Господ виде колку е голема човечката расипаност на земјата, дека секоја мисла во неговата памет, секојаш е само зло. Господ воздивна се натажи во своето срце, зашто го створил човекот на земјата. Тогаш Господ рече: ке ги истребам луѓето што ги создадов на лицето на земјата. Од човекот до зверот, до полските и птиците во воздухот, зашто навистина се покајав што ги создадов. Ама Ное најде благослов во Господовите очи. Ако гледаме во сите древни цивилизации, помеѓу сите народи, во сите религии, сите зборуваат за потоп и сите зборуваат за 8 луѓе кои што се спасиле од потопот, зборуваат за Ное. А и денеска се уште на планината Арарат се наоѓа бродот во кој што Ное бил со своето семејство. Ако ја проучуваме земјата и слоевите на земјата како се распоредени, нема научник што не донел заклучок дека навистина, без разлика колку и да е морската височина или врвовите, разлика постои во морските височини на земјата, без разлика на кое место, секаде научниците велаат дека некој светот бил под сеопшт потоп. Но прашањето е зошто постоел тој потоп. Одговорот го наоѓаме во шестата глава, тука во Библијата, бидејќи луѓето беа расипани и секоја мисла беше во нивната глава само зло. Бог одлучи да го уништи човекот. Судот Господа во тогашното време бил со потопот. Драги пријатели,
учениците го прашуваат на Исус, а какво ќе биде нашето време? Во времето кога ќе дојде судот Господов. Кога ќе се јави судот Господов. Исус вели, судот Господов повторно ќе дојде на оваа земја, кога луѓето и светот ќе постане како што беше во времето на Ное. Затоа е битно да ја читаме Библијата и да видиме што е она што е слично со нашето време, што е она што треба да промениме, да не дојде такво едно зло кон нас. Што е она што му се гади на Господ? Прво, расипаноста кај човекот. Вели човечките синови, синовите Божи ги зимаат човечките керки. Овде станува збор за мешање помеѓу верните и неверните. Овде станува збор за нефили. Кои се тие нефили? Нефил во превод на македонски значи недобар човек. Тоа биле луѓе кои што не биле можеби толку многу бројни, но многу влијателни. Времето во кое што Ное живее е време на перверзија, разврат. Време во кое што мажите сакаат да спијат со мажи, жените сакаат да спијат со жени. Време во кое што луѓето зборуваат дека битно е да го правам тоа како се чувствувам дека ми е добро. Бог ги уништува и на Содом и на Гомор поради гревот на хомосексуалноста. Мислите дека ние денеска постанавме по патот на еволуцијата толку напредни луѓе, па затоа велиме, ние дојдовме до момент кога ние самите ќе одлучиме дали сме мажи или сме жени. Не е битно ако си се родил со машки сполен орган, туку битно е како се чувствуваш, бидејќи ќе одиш на операција и ќе бидеш променет. Драги пријатели, гревот, ѓаволот е мајстор да му го сврти умот на човекот, па затоа ние имаме денеска свртени умови на нефили, на недобри луѓе. Од најнискиот степен на парламент до највисокиот степен на парламент, во било кое уредување денеска на светот, на жалост гледаме како умот на луѓето е зафатен и расипан. И затоа ќе дојде судот Господов. Денеска, драги пријатели, ние го воздигаме и подигаме нашето семејство по патот на тоа како се чувствуваме. Ама ниту еден архитект, мајстор, градежник не гради зграда по тоа како се чувствува, туку секој кој што денеска прави нешто во градежништвото, ја користи математиката и законитостите на математиката, а тоа е дека не можеш да правиш зграда без железо и темел. Не можеш кровот да го направиш доле од песок во земја, а да земеш да ги ставиш скалите горе на кровот, туку се прави според математички пресметки, точно да се запазат законот на гравитација, на отпорот, на силата, на статиката. А од друга страна велиме, ама битно е како се чувствувам. И затоа имаме мајки кои што плачаат, татковци кои што прерано го завршуваат својот живот и општество што се распаѓа. Затоа Македонија се раселува, затоа економијата ни е тука каде што ни е, бидејќи се градиме на основа како се чувствуваме. А Бог кој што ни дал морални закони и во мажот ставил точен број на хромозоми кои што ја отсликуваат машкоста на мажот, и во жената ставил точен број на хромозоми да ја отсликуваат
женственоста на жената. Ние денеска тоа не го признаваме. Туку велиме, државата ќе издвои буџет со кој што ќе можеме да спроведеме операции за да ги ослободиме на оние кои што се заробени во машки тела и на жените кои што се заробени во женски тела. И ние велиме дека ќе бидеме благословени. Па гледаме колку сме благословени. Гледаме. По струмичките села, родителите ги живеат своите последни денови, бидејќи децата им се на печелба, а полињата се празни. Знаете зошто? Поради гревот. Поради гревот. Наместо да бидеме собственици во својата земја, аргати сме во туѓа земја. Рацин бил во право, која рекол, за туки други бели дворој, копај си црни гробој. Кога еден човек ќе продаде својата душа и својот ум на ѓаволот, тогаш човекот постанува скитник, бездомник. Човекот постанува роб во слободниот свет кој што Бог го има створено. И нефилите управуваат. Вели, тоа се гласовити луѓе, силни луѓе, но недобри луѓе. Жалост, денеска светот навистина го управуваат недобри луѓе. Нефили. Манакени. Кажете ми, еден добар министер од нашата способна македонска влада, кој што нешто направил во својот живот пред да се вклучи во политика. Ниту еден ништо не направил. Но бидејќи се гласни, бидејќи многу од нив немаат морал, затоа се и тука каде што се, и затоа ти управуваат со твојот живот. Наместо да дојдеш и да кажеш, па чекај, па јас сум крив. Па јас не ја читам Библијата. Па мојот мозок не функционира. Ајде да подигнеме една генерација на честни момчиња и девојки, кои што ќе бидаат уште од мали нозе подигнати, да ги почитуваат старите, да го сакаат Господ, да му служаат на Господ, да бидаат луѓе кои што ќе одраснат во црквата. Ама, некој ќе каже, ни црквата не е добра. Црквата ја ствараат луѓето. Какви луѓе, таква црква. Каков народ, таква држава. Какво семејство. Семејството е најмалиот, но најбитниот облик на заедница од кој што се ствара комплетно општата заедница. И затоа Бог вели, луѓето се расипани и ќе бидаат уништени. Но вели, еден човек најде милост пред Господ, а тоа е Ное. Кој бил Ное? Еве го Ноевото родословие. Ное беше праведен човек. Ное беше непорочен човек во своето време. Ное одеше со Бога. 3 сина му се родија на Ное: Сим, Хам и Јафет. Не се зборува дека Ное овде бил богат човек. Не се зборува овде дека Ное бил добар мајстор. Туку вели вака, Ное беше праведен човек. Не се зборува дека Ное беше квалификуван мајстор кој што можеше да направи брод. Не, вели, Ное беше праведен човек кој што одеше со својот Бог и од Бога се плашеше и на Господ му служеше. Ние денеска имаме многу способни луѓе, но на жалост не е тоа што Бог го бара. Бог бара праведни луѓе. На праведните луѓе, на луѓето кои што го сакаат Бог, им даде можност да бидат креативни и способни.
Денеска се цени она во светот. Денеска во светот се цени она што е големо, а Бог го цени она што е искрено, понизно, честно. Денеска колку повеќе немаш мозок, толку повеќе си подобен да бидеш употребен од нефилите, оние недобрите луѓе. Денеска велаат вака: биди човек кој што ќе има широк поглед на светот, а да имаш широк поглед на светот, потребно да имаш отворен ум. Но на жалост, драги пријатели, ние толку го отворивме умот, што мозокот не испадна, па затоа сега и одиме во свет без мозок, со отворен ум, ама со широк поглед на светот. Па мажите ги наречуваме жени, жените ги наречуваме мажи. И не само тоа. Гледаме на телевизија, жени се мажаат за кучиња, кучиња мажи се мажаат за мачки. Се е исправртено, се е уништено. Паметта ја изгубивме. Знаете зошто? Бидејќи Библијата овде во 6-та глава вели вака: кога народот бега од Господ, тогаш секоја мисла му е расипана. Ама чекај, ма ние имаме потреба од Господ. Па ние одиме кај Господ, за време на Великден сега ќе отидеме, а ќе отидеме и за Божик. Ај кога ќе дојде некој светец ќе отидеме. Тешко на оној народ кој има такви верници. Прав верник е оној кој што секој ден го започнува со својот Бог и го завршува со својот Бог. Кога не седнува на маса да ја земе лажицата и да јаде, но вели вака: пред да јадам ќе му благодарам на својот Господ. Деца, дајте да ги наведнеме своите глави, ќе каже таткото, да се помолиме на Господ. Но ако не видаат комшиите, ќе ни се смеат. Знаете што? Сега ни се смеат сите, само што ние не гледаме дека ни се смеат. А и самите не веруваме во тоа во кој што се наоѓаме. Постанавме презир. Погледнете, драги пријатели, на кој степен се наоѓаме. Нема благослов ни на едно поле. Излегува премиерот и вели: леп ке има. И народот е задоволен ако леп има. Пријатели, Библијата не повикува да бидеме праведни како Ное, додека луѓето се расипани околу нас. Но не му било лесно на Ное. Бог му вели: Ное, направи брод. Му ги дава димензиите, како 2 стадиони долг. Околу 50 метри широк, околу 35 метри висок. Представете си оваа слика. Да почнеш да градиш брод, а нема околу тебе вода. Првото море е 300 километри далеко. Го градиш бродот на врвот на планината. Тука кај што имам најмногу дрва. Доаѓаат комшиите и велат: Ное, што правиш? Градам брод. Бог ми рече дека ќе има потоп. Јас и моето семејство ќе влеземе внатре. Ако сакате и вие, придружете се да го градиме. Што мислите? Што рекле соседите, луѓето, граѓаните? Ное полудел. Гради брод, да врвот на планината, дека еден ден ќе плови по големите мориња. Бидејќи Бог ќе го уништил светот. Ма Ное, не зборувај глупости. Од каде таа вода? Тоа било подсмев, презир. Луѓето не верувале на тоа што Ное го зборувал. Го исмејувале. Не е поразлично и денеска. Луѓето, кога станува збор за верба во Господ, за спасение кој што доаѓа преку Исус Христос, луѓето се исмејуваат. Немаат време за тоа. Сигурно и луѓето во тогашното време немале време да му помогнат. А што е со децата на Ное? Колку биле сигурно
Ismejuvani, вашиот татко скренал од памета. Немојте, деца, и вие да скренете од памета. А децата заедно со Ное градаат на еден ден 120 години. Но народната вели, кој се смее, најсладко се смее. Доаѓа денот кога го завршуваат бродот. И кога Ное гледа како животните едно по едно влегуваат. И доаѓа Ное кај своето семејство и вели: дојде часот. Бог проговори: Ное, влези внатре. И Бог влегува. И Ное влегува. Вратата се затвара. Луѓето му се исмејуваат. И првата капка на дожд паѓа. И Библијата вели: се отвараат бездните и изворите од земја. И водата се излева од небото. И луѓето можеби тогаш сватиле дека Ное бил во право, но било касно. Библијата вели дека овој свет нема да биде уништен од вода, но ќе биде уништено од оган. Библијата вели дека небесата ќе гори, дека океаните ќе гораат. Некој ќе каже: па како е можно водата да гори? Знаете ли што е водата направена? Од два елементи. Едниот е многу запалив, а другиот е оној кој што го поддржува горењето. Кислородот и водородот. Кога Бог еден ден ќе ги одвои тие атоми, тогаш навистина ќе започне нешто што Библијата го нарекува пекол. Оган кој што нема да згасне. Кога апостолот Јован го гледа во визија крајот на светот, ги гледа и луѓето кои што ги удираат своите глави во зидови и велаат: зарем е можно дојде крајот, покритен од лицето на оној кој што доаѓа. Библијата ни вели дека највредното нешто во светот е човечкиот живот. Но човечкиот живот е наоѓа својата вредност тогаш кога му служиме на Господ. Спремен ли си да му служиш на Господ? Овој свет ќе биде уништен. Ние денеска се трудиме да створиме свет во кој што зелените предлагаат да ги откриеме обновливите енергенси и да од светот направиме мал рај. Може би ќе ги откриеме енергенсите, но има еден проблем. Во светот проблемот се нарекува човек. Човекот во природа во себе носи зло. Човекот е убиец денеска. Човекот е денеска лажго. Човекот денеска не оди кон повисок степен на развиеност, туку човекот оди кон деградација на моралните вредности и човекот секој ден постанува зол, канибалист. Ное влегува со своето семејство во бродот. И Бог го уништува светот. Библијата е книга составена од 66 книги. Последните книги се книгите на Новиот Завет. Внатре во овие книги ни е објавен животот на Исус Христос. И Исус Христос им зборува на своите ученици дека со тоа што тој доаѓа на светот се исполнуваат пророштвата на старите пророци, дека Бог го испраќа Спасителот. И кога Исус умира на крстот и воскреснува од гробот, Исус испраќа порака на тогашните луѓе кои што биле околу него. А пораката е оваа, дека секој човек кој што се раѓа во светот, секој што се родил, секој што се раѓа и секој што ќе се роди, се додека светот постои, е повикан да преку Исус Христос најде спасение за својата душа. Тука си вклучен и ти. Смртта не е крај. Ти си безсмртен. Со смртта само ќе го одложиш своето тело во земјата, ма твојата душа
Тоа што си ти. Тоа што во тебе размислува, гледа, чувствува. Тоа еден ден личноста на човекот ќе застане пред Господ. И затоа Библијата вели, го имаш ли Исус Христос за свој спасител? Ама чекај, луѓето ќе ми се смеат. Од кого се плашиш да ти се смеат? Од неранимајковци, од оние злосторници, каде што секоја мисла им е покварена, расипана, од оние нефили, недобри луѓе, од оние кои што газаат преку други луѓе, од оние псовачите, од нив се срамиш? Па треба да ти биде чест и гордост тие да ти се смеат? Биди праведен како Ное. Сакај го доброто, мрази го злото. Дозволи му на Исус Христос да биде секој ден, не само во твојата мисла, не само во твоето срце, туку да живее преку тебе и да живее за Него. Да сите луѓе околу тебе знаат, тој човек, таа жена, се верници не само на збор, туку и во дело. Пријатели, читајте ја Библијата, посебно оваа 6 глава од Битието или првата книга Мојсеева. И гледајте понатаму како Бог зима едно семејство, го размножува и го обдарува со потомство и со благослов. Тука е клучот на правата среќа, која Бог ќе те благослови. Тогаш се е благословено. Што можеме денеска да научиме? Може би да го подлечиме ова. Светот е уништен, бидејќи секоја мисла беше расипана. Луѓето живеа како се чувствуваа. Мажите сакаа да спијат со мажи, жените со жени. Не им беше проблем да ги крадаат своите соседи. И Бог рече, не, тоа нема повеќе да го трпам, ќе го уништам. Исус вели, кога луѓето ќе постанат такви, како што беа во времето на Ное, тука ќе дојде и крајот на светот за нас. Како да толку сличиме на тоа време. Но ние не веруваме во крајот, зар не? Секој почеток има крај. Историјата не е траекторија на круг, неко ние сме во еден праволинен процес, одиме, тргнавме и доаѓаме на целта. Затоа, денеска, наведни ја својата глава заедно со мене и кажи, Господе, те благодарам што си ме створил со памет, со мозок, што знам дека ти си мојот створител, а не природата како што некои зборуваат, а не универзумот, туку, Господе, ти си мојот створител, ти си мојот спасител Исусе, ти си мојот Господ, мојот Бог. Ако се чувствуваш дека си лош човек, Библијата има порака и за тебе. Сака да ти опрости, сака да ти даде нова шанса. Но ти мораш да побараш прошка. Затоа, наведни ја својата глава заедно со мене и побарај прошка од Господ и кажи му, Господе, ти благодарам за се што ми даваш. Те молам, опрости ги моите греови. Биди мој Господ, биди мој Бог, биди мој Спасител. Сакам да живеам за тебе. Да мојот живот биде сличен на животот на Ное, да бидам праведен и со Господ да одам, како непорочен во секое дело. Тоа те молам во името на Исус Христос. Амен. Драги пријатели, нека Господ биде со вас, нека ве чува и читајте ја својата Библија. До гледање.